Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости кои другите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка интелигенција. Па фала Богу ниту на реална интелигенција, туку ние нашите вести ги добиваме директно од најдоверливите извори во земјава. Телевизијата Само ТВ канал и локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Скопје одбележа уште една година без својот омилен син. Македонската културна фела се потсети на големиот драматург Горан Стефановски и го одбележа 27 ноември, денот кога тој почина пред точно 7 години. Запрашан за коментар, неговиот брат Владко Стефановски рече, цитирам: "Дури 7 години, можам да се заколнам дека не се поминати ни 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, јеј." Новиот градоначалник на општина Карпош, господинот Сотир Лукровски, се огласи во јавноста по повод труењето со храна на ученици од основното училиште Димо Хаџидимов. Имено, тој изјави дека не треба да се злоупотребува случајот со учениците, бидејќи и тој, исто како нив, имал стомачни тегоби. Па во име на целата наша редакција би сакал да го прашам градоначалникот: а во кое основно учите вие, господине Лукровски? Продолжуваме со вестите. Поранешната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, пред судот за човекови права во Страсбур поднесе жалба за судењето за нејзиниот случај Тенг, кој таа го спореди со Нирнбергските процеси, во кои беа осудени бројни нацистички лидери од Втората светска војна. Ова представува најапсурдниот, а истовремено и најсмешниот контекст во кој можеше да се референцира Третиот рајх во 2025 година. А во другите вести, Адолф Хитлер ги доби локалните избори во Намибија. Општина Кисела Вода обезбеди бесплатни логопедски услуги во Даачево и околните населби Пинтија, Усје и Стакуава. Оваа одлука беше промовирана во Домот на културата во Даачево во присуство на родители, деца, дефектолози, наставници од училиштата и градинките, како и стручни лица вклучени во процесот. Коментар на темата даде и министерката за образование, господјата Весна Јаневска, која изјави дека обезбедувањето на бесплатни логопедски услуги е само уште еден чекор кон обезбедување дека идната генерација ќе ги искорени и нема да ги повтори грешките на старата генерација. Земјиштето на падините на Водно почна да се лизга и да паѓа кон центарот на Скопје. Но од Центарот за управување со кризи најавија дека нема потреба за паника, бидејќи ова е само дел од новата владина кампања за поголема физичка активност на скопјани, која се вика, цитирам: "Ако скопјани не одат на Водно, Водно ќе дојде кај нив." Наместо да отслужува затворска казна, Ацо Циганот издава соби за смештај во Грција. Имено, еден од најпознатите македонски криминалци, Аце Боцевски, познат под прекарот Циганот, неделава дозна дека грчката влада сепак нема да го екстрадира во Македонија, каде што тој требаше да одлежи затворска казна од 15 години за убиството што го направи во 1997. Наместо тоа тој ќе продолжи да го прави истото што го правеше досега. Ќе издава соби на туристи. Грчката влада изјави дека не се работи за политички мотивирана одлука и ја искористи можноста да ја промовира својата нова кампања. Пронајдија својата вистинска страст во Грција.
Култниот англиски пејач Елтон Џон беше прогласен за филантроп на годината од страна на списанието Variety. Видно возбуден на доделувањето на наградата, тој изјави: "Не ни знам што е тоа филантроп, но ако е само уште еден префинет израз за педарче, тогаш да, дефинитивно сум филантроп." Завршуваме со вести од светот на науката. Науката открива 4 клучни возрасти за човековиот мозок: 16, 32, 66 и 83. На 16 години првпат разбираш дека Кајли Минок е популарна заради она делчето со дупчиња на грбот, веднаш над газот. На 32 години сваќаш дека гласањето на избори е бесполезно, бидејќи тоа е само илузија создадена од владеачката класа со цел да го натера малиот жител да мисли дека има моќ да решава нешто. На 66 години сваќаш дека требало почесто да вежбаш пред 50, за да не те боли телото. А на 83 години сваќаш дека колку и да старееш, Тито Петковски секогаш ќе биде постар од тебе. Во меѓувреме, ја користиме оваа можност да му посакаме среќен роден ден на господинот Тито Петковски, кој неделава наполни 600 години. И тука некаде, драги гледачи, ставаме крај на уште едно издание на Другите вести. Останете со нас и следната недела, за да ги дознаете сите новости за кои другите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас бев одличен, а вие ме гледавте. Довидување. Се е Македонија.